Така што без да должам, би му ја предал сцената на Виктор. Виктор, повели. Супер најава, па реално немам што многу повеќе да додавам на тоа што веќе го кажа ти. Јас сум Виктор и денеска ќе ви презентирам едно лайв демо, кое што не е целта реално да дојдете во контакт со едно автоматско тест сценарио како се извршува, што е всушност автоматско тестирање. И да, и сум дел од веќе Brainstar Академијата за софтвер тестинг како инструктор по automation тестинг. Верувам дека ова ќе го видите и најдете сите како многу интересна тема и е можеби една од последните во самата академија, како што нели изучувањето почнуваат мануелно и доста концепти, методологии на работа и така натаму, па се до автоматско тестирање како сите тие сценарии нели да ги автоматизираме. Интересна тема и целта ни е да презентираме реално демо како ние ќе автоматизираме едно извршување на тест сценарио, што тоа ќе направи самото за нас, како се отвара браузер и така натаму. Подетално ќе видиме нели низ слайдовите. Може да започнам со што е тоа нели како тема за денеска. Се соочуваме со автоматско тестирање од близу. Од близу ни представува дека реално ќе видиме како изгледа едно автоматско тест сценарио, како се извршува и кој е исходот од самото тест сценарио. Следен слайд ни е која е содржината на самата презентација на овој вебинар, што се ќе поминеме како теми. Извинете за овој тайпо што се случува сега на овој слайд. Меѓутоа тоа не е важно толку. Првата тема ни е кој треба да ни биде пристапот кон автоматското тестирање. Ние како тестери и мануелни тестери пред се, како треба да пристапиме кон тоа како да автоматизираме, што да автоматизираме, во кој момент да автоматизираме. Следната тема ќе ни биде со кој програмски јазик ние се можеме да ги автоматизираме сценаријата кои што сме ги направиле. Во овој вебинар ние ќе изучиме и видиме само дел од код со Java програмски јазик, меѓутоа ќе дадеме информација во кои се програмски јазици може да се автоматизира сценарија, зашто користиме тоа што ние користиме, предности на сите тие програмски јазици и така натаму. Третата тема што ќе биде најглавната, нели прво имаме две теми како интро, во тоа што ќе го гледаме како демо презентација на овој вебинар. Ќе биде самото демо. Значи ќе видиме како ни изгледа напишано автоматско сценарио, како ќе пишуваме линии на код, дека сето тоа е многу едноставно и многу блиско до тоа што ние го збориме и разбираме како англиски јазик, затоа што кодирањето има премногу англиски зборови што лесно не асоцираат за тоа што сме напишале, што прави таа акција. Дека е лесно, дека не треба да се плашиме, дека треба да целиме кон тоа и да го научиме се подобро за да нели станеме тестери на автоматски сценарии. Самото демо ќе не однесе до неколку прашања за предности и недостатоци на автоматски сценарија, не се толку недостатоци колку што се препреки за имплементирање на автоматско тестирање. Не толку круцијални, меѓутоа некогаш и проектите и клиентите ги земаат предвид и се размислува дали воопшто да се имплементира. Ќе ги видиме кои се. Како на крај ќе биде оставен секако простор за меѓусебна интеракција и дискусија на се тоа што не ви е јасно, што сакате да го прашате или ви станало сега јасно па уште некоја дополнителна информација околу истото, значи ќе имаме простор таму, а и секако во секој момент можете слободно на чат со инструкциите Вилјам што ги даде да прашувате во секое време. Измеѓу слайдовите и темите ќе имаме простор за да се постават прашања за нејасни работи, докаде што сме стигнале и така натаму. Се надевам дека е јасно тоа што се ќе изучиме. Може сега да започнеме со самата презентација и првата тема, кој треба да ни биде пристапот кон автоматско тестирање. Само по себе, тест автоматизацијата ни е техника за тестирање и споредување на вистински исход со очекуван исход. Значи секогаш ние треба да провериме што очекуваме да постои, го градиме како таква сценарио и ги правиме проверките врз основа на тоа. Јас очекувам таму и таму да го има тоа и тоа. Доколку го нема, ќе имаме негативен исход на автоматизацијата, доколку го има позитивен. За да се постигне сето ова, тестерите, значи сите ние пишуваме тест скрипти.
се нарекуваат скрипти затоа што се куца код реално и е дел програмирање, за да се автоматизира сите тие чекори во мануелните сценарија што веќе сме ги направили. И при самото тоа градење, при самото тоа куцање на скрипти, користиме нели соодветни алатки за самата таа автоматизација, што ни овозможуваат ние во тие алатки да го напишеме цел тој код и подоцна да го извршиме. Значи, во кои моменти ние можеме да имплементираме автоматизација на сценарија? Можеме да имплементираме автоматизација во моменти кога ни се повторуваат многу тестовите. Имаат многу големи сличности, се разликуваат во нешто премалку и сите тие работи знаеме лесно да ги автоматизираме, за да не ни одземаат време како мануелно извршување на истите. Тоа што е како суштина на било која апликација што треба да нели ја автоматизираме, кој е суштинскиот домен и што е круцијално за таа да работи во продукција, исто подлегнува на автоматско тестирање за да се заштитиме од било каква човечка грешка, затоа што еднаш што сме автоматизирале, не можеме например со повторно проверување, извршување, внесување на одредени вредности ние да направиме човечка грешка. Со автоматизација на сценарија се намалува можноста за човечка грешка. Тоа е една од големите предности зашто целиме кон автоматизација. Тоа што го гледаме сега на оваа слика, на оваа презентација пред нас, е представката на автоматизација на сценарија и како ние треба да започнеме при имплементација на истата. Првата точка секогаш не е изучување, анализа на тоа што се треба да се автоматизира, таа feasibility студија, да осознаеме како ни работи апликацијата, кои сегменти можеме да ги автоматизираме, зашто би оделе кон таа автоматизација, што не може, што е погломазно и така натаму. Значи, кога ќе ги осознаеме сите тие работи, што се можеме да автоматизираме и во кои моменти треба да се автоматизира, пристапуваме кон дизајн на решението. Значи, правиме еден дизајн. Тука ни подлегнува под дизајн кој програмски код ќе го избереме, во кој фреймворк ќе работиме да кодираме, како ни работи самата апликација, за да ни одбереме најблиску нешто што е соодветно да лесно се извршува на истата од програмерска технологија. И сега ние одлучуваме еден таков дизајн, се одлучуваме за еден дизајн и пристапуваме кон веќе изработка на се што ние како мануелно сценарија да го преведеме во код што ќе биде репетитивен, лесно ќе се извршува и ние веќе нема мануелно да ги кликаме сите тие чекори. Морам да напоменам дека за да ние успееме и успешно имплементираме автоматско тестирање, ние пред се мора тие сценарија да ги имаме како мануелни тест сценарии. Значи не може никој да е добар automation тестер без да е добар мануел тестер, затоа што секогаш почнуваме од мануелно извршување, никогаш не почнуваме со кодирање директно и сега ние автоматско сценарио сме направили. Значи прво мануелно разбираме како функционира се, разбираме кој е доменот, ги селектираме сите суштински работи за тестирање, па подоцна продолжуваме кон автоматизација. Следниот чекор ни. Откако ќе ги изработиме тие тест скрипти, веќе се префрламе кон чекорот на извршување на самите тестови. Веќе тоа ни е автоматски процес, што ние само кликаме едно копче и тоа е тоа. Се што сме автоматизирале само го извршува во позадина и ни генерира детални извештаи. За секој чекор извршен, дали се успешни сценаријата, колку сценарија се успешни, од колку се паднати со негативен исход, каде ние сме прескокнале некој сценарио. И веќе се доведуваме до последната фаза, каде што го анализираме сето тоа што ни автоматизираме. Значи, последната фаза ни е анализа на резултатите. Дали негде ќе имаме, значи, веќе од последната фаза, пак полека се враќаме назад, низ чекорите, дали негде ќе имаме прескокнување на некој сценарија, сме ги виделе дека не одземаат многу време и дека не се толку неопходни, дека може да останат на мануелно извршување. Таа анализа нас ќе ни даде многу информации за тоа целиот план што сме го направиле и имплементирале, дали е успешен, кои сегменти треба да се поправат.
и меѓу другото имаме детална анализа на секој сценарио, што работи, што не работи на апликацијата што ја тестираме. Пак ја повторам, слободно поставувајте прашања во група, иако е меѓу слайдови, не мора да е секогаш на крај, затоа што нели тука сме за вас и цело ова време е за вас, само за да научите што е можно повеќе. И да ги ослободиме сите тие стеги што, например, верувам дека многу од вас ги имат за автоматско тестирање. Кога ќе дојдеме до реалното демо, ќе видите колку е тоа лесно и како тој код е многу описен и разбирлив за тоа што ние го пишуваме и што прави всушност. Добро. Следно нешто ни е стратегија за автоматско тестирање. Оваа стратегија, значи, може да постојат неколку, секако. И секојаш си задавате, вие си играете стратегија за извршување, која што нели ќе ни биде прилагано за потребите на самиот проект. И тоа како клиентот сака ние да имплементираме автоматско тестирање. Тоа што беше претходно во првите две точки на претходниот слайд, сега ние како една стратегија што ние треба да ја започнеме како чекори, како совети за имплементација на автоматско тестирање. Дефинирање на целите. Првата точка не е што ние сакаме да постигнеме со таа автоматизација. Да ослободиме ресурси човечки, да заштедиме на време, да елиминираме фактор на човечка грешка. Секакви можности. Кои не се целите за автоматизација? Сега што треба да имаме цел. Зашто сакаме да автоматизираме? Следното ни е пристап кон самото тестирање. Ова е исто така клучна точка. Зашто? Затоа што пристапот треба да ни е повеќе инженерски. Сега што значи ова? Тоа значи дека не треба да ја гледаме секогаш само апликацијата како еден графички приказ на веб, дека тоа што ни се прикажува нас на веб е последното нешто од цела таа позадина на процесирање, за да ние го видиме како една слика пред нас. Апликација, e-commerce сайт или што и да е, блог или што и да е. Значи тоа е последното нешто како браузерот нас ни презентира слика на се тоа што е во позадина како функционалност. Не треба да знаеме само сликата, треба да го знаеме тоа што е во позадина, до некој степен секако. На почеток сите прво се фокусираме на тоа што ни е како графички приказ, со тек на време и искуство ги учиме сите тие позадински сегменти, затоа што не подлежи само сајтот на автоматизација, туку и тие работи во позадина. Избор на алатка за тестирање. Како што кажав, кога ќе ги осознаеме, втората точка осознаваме како ни работи апликацијата, значи какви се серверите, дали се Windows и така натаму, да не навлагаме во тие технички детали, ние најлесно ќе знаеме да избереме алатка за тестирање. Значи алатка за тестирање или наречена како фреймворк, што е збор што ќе го слушате често, ни е буквално алатка на апликација во која што ние ќе го куцаме тој код. Постојат различни, секој од нив го поддржува секој програмски јазик, секој станува збор за тоа што клиентот и неговата политика ќе одлучат. Зашто? Затоа што сите тие алатки за тестирање, кога станува збор за реален проект, не за домашни потреби, мора да бидат лиценцирани. Секој од нив има различна цена за лиценца. Една лиценца важи за еден човек, ако ни се потребни 3, па колку се тоа пари и така натаму. Значи ова не е само предлог што вие како automation тестери ќе го дадете дека вас ќе ви улесни, туку и треба да е точка на размислување од клиентот дали он може да дозволи такви работи или не. Продолжуваме понатаму. Следно ни изборот на програмски јазик, како што кажав. Што најдобро ќе комуницира, ќе го искористам како збор, со апликацијата што ние ја тестираме. Дали ќе биде тоа Java програмски јазик, дали ќе биде тоа C#, .NET, дали ќе биде тоа Python, класи и така натаму. Кој да е јазик што или ние најдобро го знаеме, или треба најдобро да функционира на местото каде што ќе го извршиме, тука ни е тој чекор за одлучување. Следното ни е дизајн и извршување на сценаријата, нешто што го спомнавме, веќе сите овие претходни точки сме ги поминале, се одлучуваме за автоматизација, се ни е избрано и алатки во кој јазик ги куцаме сценаријата и одиме кон дизајн и извршување. Во дизајн веќе доаѓа момент доколку немаме мануелни сценарија, ги доправаме, затоа што врз основа на тие мануелни сценарија ние автоматизираме. Цело време потенцира мануелни затоа што не е помалце од автоматско тестирање. Автоматското тестирање ни е само олеснување на сето.
да се изврши полесно. Да не го кликаме секој ден или на секој саат едно исто за да провериме дека функционира и работи, тогаш го користиме автоматското тестирање. Меѓутоа, мануелното е тој главен концепт и суштина што ние сме ја разбрале и сме одлучиле дека треба да се тестира како чек. Добро? И следно ние одржување на тие скрипти. Многу е важна оваа точка, затоа што веќе кога сме направиле некоја сценарио, дали сме го автоматизирале, тоа е напишано во одреден код, во одредена алатка, се што не е одлучено, меѓутоа тоа веќе така функционира неколку години. И сега, секој програмски јазик, секоја алатка, како и што самите знаете, се што исто така користиме по телефони, како апликации, секогаш они имаат апгрейд на нови верзии. Сега, ние треба да ги следиме сите тие апгрейди на нови верзии. Ако ние програмскиот јазик го апгрейдираме на нова верзија, значи го пренесеме на понова верзија, таа што е последна, треба да видиме дали се што сме напишале до сега, како функционалности, се уште ќе работат и при тој апгрейд. Или па самата апликација во која што ние кодираме. Доколку таа има понова верзија, дали се што сме напишале ќе ни функционира и во таа апликација. И тоа е многу клучен сегмент за да ние одржуваме темпо цело време со развојот на технологијата. Одржување на тие скрипти е исто така точка што никако не сме да се занемари. Само една насока кон Вилијам, не толку следам дали некој нешто прашува на чат, па доколку видиш некакво прашање, слободно ти прекинеме за да не дајам одговор. Договорено, следиме. Ето. Океј, продолжуваме понатаму. Зашто имаме вакво late minute изместување? Не знам. Добро. Ништо страшно се чита. Да. Значи темата ни е развој на автоматско тестирање. Сега доаѓаме до самиот развој, да го подобјасниме по детал. Нели кога сме одлучиле кои све работи ќе ги користиме како програмски код, кои све работи ќе ги користиме како апликација и така натаму, сега нели малце да се фокусираме на развојот. Сега кога веќе го развиваме, како да пристапиме кон тоа. Овие се тие неколку чекори што до некаде се суштински за да успееме нели да автоматизираме како што треба. Анализа на автоматизацијата, повторно. Се што имаме како мануелни извршувања, правиме детална анализа, што можеме да автоматизираме, каде да се автоматизира, кои сегменти, што ни е клучно, што не ни е и така натаму. Кога ние ќе ги имаме на лист, изнапишано сите тие детални чекори, точки, информации изнесени од анализата, правиме стратегија. Таа стратегија нас не значи дека одлучуваме и даваме приоритет на нешто. Приоритет не значи дека секогаш на прво место ќе ни дојдат, например, работите за проверка, што се од суштинска важност на апликацијата. Која е кор функционалноста на апликацијата? Еве, например, e-commerce сайт. Која е неговата суштинска функционалност? Овој момент можете слободно, например, да дадете некаков одговор на чат, да го скршиме и тој мраз. E-commerce сайт, која е неговата кор функционалност? Што е суштината на еден e-commerce сайт? Ќе ви оставам 10, 15, 20 секунди. Имаме веќе коментари, вика Виктор Кошничката. Ивана вика плаќање, Емилија продажба. Така. Симон логин и payment, Александар онлайн купување, Сања купување, Виктор купување. Тоа е тоа. Супер, одлично. Значи, кор функционалноста нас не е купување. Јас како клиент да успеам да се најавам, да си купам производ што го сакам и тоа се да заврши успешно. Значи, e-commerce ни се сведува на тоа. Најгрубо кажано, ни се сведува на тоа. Секогаш ние мора да се осигураме дека таа функционалност нас ни работи безпрекорно, зашто тоа е целта. Ние сакаме да продадеме. Толку. Подоцна. Значи, низ таа анализа ние веќе, како што кажав, по приоритет ги доведуваме до следните работи. Па клиентот да се види се што сака како информација за себе, производите да се отвараат, затвараат како што треба, коментари и идеме до се по најмалце важните работи, како лайк или не знам, оставање на рейтинг на производ, да речеме, дека е нешто последно што би го истестираме. Таа е стратегијата, тој е чекорот што нас ни дава информација како да направиме еден план на приоритизација на се што треба да се автоматизира. Кога го имаме тоа, продолжуваме понатаму. Сега правиме осигурување на тоа дали ние имаме околина за тестирање. Третиот чекор
Ќе ви го објаснам за малце да ви стане јасно како функционира еден развој на апликација во позадина на кратко. Прво се развива на едно место, тоа е една околина за развивање, development додека трае, нели целото развивање на апликацијата. Откако ќе се развие се што треба, се имплементира некоја нова функционалност. Например, до сега немало опција да се логираш и сега најднаш не имплементираме логин опција. Откако ќе се развие таа функционалност, се префрла на тесна околина. И ние како тестери се најавуваме на таа тесна околина каде што ја имаме ние новата функционалност и ги извршуваме сите тие тестирања, мануелни, автоматски, што и да е. И откако таа тесна околина, нели, ние верифицираме дека се е окей, може да дојде на продукција, тоа нешто веќе се префрла на продукција. И на нас ни стигаат информации за апдейт, да направиме апдейт на верзија на што и да користиме, поради што и да е имплементирано. Така функционира во позадина. И за да успееме ние да истестираме како што треба, ние треба да се осигураме дека имаме соодветна околина за тестирање. Каде што девелоперите нас ќе ни префрлат последна верзија тоа што им е развиено, за да ние извршиме се од сценарij. На кратко тоа. Развој на автоматски. Ајде. Извините, прекинав во чети некој кој веќе размислува како софтвер тестер, сања достапност при премногу нарачки, така. Исто така. Супер. Елена ни кажува stage environment. Stage environment. Веќе сме на околините каде што имаме development staging, UAT, user acceptance test, веќе имаме тука луѓе што си запознаени со термини, така да тоа е одлично. И како се викаат тие технички во позадина околини за развој, за тестирање и продукцијска. Супер. Тоа што е достапност при премногу нарачки е одлично нешто, затоа што, како што кажав, не го тестираме ние, тоа е супер тема, супер точка, не го тестираме ние само графичкиот приказ на апликацијата, туку треба да знаеме како да истестираме буквално се. Која е издржливоста? Значи, тоа ни се вика load testing. Колку юзери во истиот момент може да се најават на самата апликација. Перформанс тестинг, како таа во позадина функционира, дали има оверлоад, дали ќе почне да кочи во еден момент, ќе паѓа, и треба да ги знаеме сите овие сегменти, кој е breaking point на самата апликација, за да соодветно па се надогради серверот на кој што работи. Значи, тој не од претходниот слайд, инженерскиот пристап. Инженерски пристап не се сведува само на разбирање на графичкиот приказ, туку и на малку што има позади тој графички приказ. Дека тој треба да работи негде на некој сервер. Тој сервер има свој перформанси како секој компјутер што го знаете, колку му е процесор, колку му е RAM и така натаму. И ние го тестираме тоа со load и перформанс тестинг. Колку юзери се најавуваат, до кај му се границите и кога ќе пукне и веќе паднало, оверлоад се случил на сервера и веќе не може да испрocесира страната, па го рестартираме, па се најавуваме од почеток. Многу интересно нешто што го спомнав, за да се навратам на тој инженерски пристап. Добро, одлично. Продолжуваме со следниот слайд. Тука сме на тоа што треба да се автоматизира, малце повизуелно прикажано, од аспект на цена и брзина, кога ние нели ќе автоматизираме сценарij. Пирамидата сама по себе ни го покажува од самиот почеток, моментот на сам почеток, тоа е најдолниот дел, левата пирамида ја гледаме, автоматизирани юнит тестови, и тој дел ни е при сам девелопмент. Значи, кога се развива апликацијата, юнит тестови се најчесто тестови што ги имплементира самиот девелопер, самиот програмер. Не ние како automation тестери, туку самиот програмер на делот од код што го напишал, дали функционира како што треба, си го проверува во самиот код. Тоа се вика юнит тест. Значи, не правиме само ние тестови како automation тестери, туку и девелоперите си прават за својот момент тестов. Юнит ни е една многу мала посебна единка што е развиена. И сега ја спомнав логин формата. Логин формата има неколку информации на неја. Имаме юзерним, имаме пасворд, имаме логин батон, имаме forgot password и уште неколку работи. Така. Секој од тие што ги спомнав сега се юнити, посебни единки во една компонента што е логин форма. Малце по визуелно детално за да разберете со така по човечки пример.
И секој од тие делчиња, само юзернемот, само пасвордот, само логин копчето, во себе си има юнит тест, што ги има развиено програмирот при самиот развој на таа компонента. Сега следниот чекор е автоматизирани тестови по компоненти. Вака ќе направам, не знам дали лазер поинтер. Го гледате ова како ласерче? Да. Поставам да. Значи сега сме до тук. Автоматизирани тестови по компоненти. Сега таа една компонента е, како што спомнав, целата логин форма ни представува на нас една компонента. И веќе тука ние доаѓаме до момент на автоматизација. Како automation тестери, зашто веќе е графички приказ што го гледаме и можеме да му пристапиме кон автоматизирање на самите тестови. Следното нешто ни е автоматизирани интеграцијски тестови. Интеграција само по себе како термини представува комуникација со некој друг систем. Зашто станува збор? Дали ние како треба, например, да знаеме, имаме информација дека ние кога ќе се логираме, се испраќа порака за проверка со сите наши информации до некоја друга апликација или база, каде што проверува дали ние постоиме како корисник, за да ни дозволи да се логираме со тие юзернеми и пасворд што сме ги внели. Секогаш. Ето ни интеграција. Интеграција имаме со база. Тоа може да е некоја друга апликација или како клиент ние бараме за промена за пасворд. И тоа иде до некаде, се процесира, проверува кои ни биле претходни 4-5 пасворди, ни праќа пасворд ресет линк на мейл. Цела таа интеграција апликација со база и со друга функционалност и со мейл. Тоа ни се тие интеграцијски тестови, што исто така можеме да ги тестираме и автоматизираме. Автоматизирани API тестови. Тоа ни значи дека е малце термин што дефинитивно многу подетално ќе биде објаснен на самата академија, не е баш за сега и не е толку кратко нешто. Ние од надворешен систем можеме да испратиме порака во некоја специфична форма, дали ќе биде тоа порака во XML или во JSON тип на файл, каде што во самата порака има доста информации и акции за креирање на еден корисник. И сега на страна на апликацијата има нешто што знае да ги разбира таквите пораки и наместо да одиме на сајтот и да идеме create new customer и ние си креираме юзернем, пасворд, не суваме сите информации, ние го правиме тоа преку порака и го испраќаме до одреден endpoint. Го извршуваме, тоа се праќа некаде и гледаме дека навистина е креиран таков клиент. Тоа е API тестирање. Накратко ќе го кажам до тука. Може би има нејасни работи за ова, меѓутоа е малце по тема што би требало детално да се објаснува, дефинитивно фатена на самата академија. И ни доаѓа на ред, тоа беше за API тестирање, автоматизирани GUI тестови, Graphic User Interface тестови. Веќе тоа што го гледаме ние како end user, како крајен корисник. Тоа што го гледаме пред нас како една апликација и e-commerce сайт, како што го спомнавме, тоа е Graphic User Interface. Графичкиот приказ на целиот сајт. Тоа е тоа. Веќе тука ќе имаме екстремно многу автоматизирање, затоа што најчесто навигираме кон сите менија, кликаме производи, проверуваме акаунт, не знам што и да правиме, чекаут, чекин и така натаму. Самото плаќање, се. Тука ни доаѓа, нели, тој момент на тестирање. Овие две стрелки, цена и брзина, сами по себе кажуваат доволно, дека како што ние одиме нагоре кон пирамидата, така се зголемува цената за имплементација на автоматски сценарии. Затоа што од друга страна брзината, па исто така врвот на пирамидата зема најмногу време, па како што идеме надоле се побрзо и полесно, не во секој случај полесно, меѓутоа побрзо се имплементира тие автоматски сценарии. Затоа што во самите юнит тестови програмират додека прави нешто, одмah го имплементира и работат побрзо, нема потреба од користење на апликации од трети страни, како што на пример има користење на апликации од трети страни кога работиме GUI тестови. Ние треба да имаме фреймворк, ние треба да напишеме скрипта во тој фреймворк. Па тоа треба да ни старта браузер, па имаме комуникација со браузер, па да се извршуваат работи на тој браузер и така натаму. Значи само по себе многу повеќе време треба едно вакво автоматско сценарие да се изврши, реално да искликаме нешто на самиот сајт, отколку некој юнит што има направено девелопер. Тоа не е приказот во оваа пирамида.
А десната пирамида ни се два сегмента, гледани од страна на тимот што ја развива апликацијата и од страна на бизнисот, односно клиентот што ја побара. Клиентот секогаш вика со кои тестови се соочува самиот бизнис. А тоа е прашањето дали го градат они вистинскиот систем. Дали e-commerce е правата насока на развој за тоа што они сакаат да го прават, или ќе биде тоа monthly subscription или нешто друго ќе размислат со, не знам, што и да е нештото што сакаат. Дали го градат правиот вистинскиот систем од аспект на бизнис. А development тимот доаѓа до тест што се соочува со технологијата. Дали правилно го градиме систем? Секогаш. Тие се двете прашања што едното е на една страна, другото е на друга страна. Значи така се размислува development и бизнис аспект. Слободно коментари во чат за овој слайд од Асен API, метафорички кажано како да порачуваш нарачка. Од Елена, sign up на Facebook преку Google, пример, така. Од Иван, validation и verification. Михела ни кажува обратен Vim model testing од SDLC. Владко прашува security тестингот во која фаза на AT се опфаќа. Михела, validation еднакво на static testing, verification еднакво на dynamic testing. Да, за да бидеме фер само за Q&A, делот може на Владко прашање ќе го внесам јас на Interrupt, така што ќе го земеме на крај. Тоа ќе биде на крај, окей. Добро. Инаку супер коментари, дечки, ни се добага што се внесувате ви и со ваши мислења, коментари за следовите што идеат, така што супер. Да. Као што кажав, значи се ова што го правиме сега моментов е за вас слободно, без никакви стиги, отворете се со прашања, ќе дискутираме за се што ве интересира. И сега доаѓаме пак што да автоматизираме, тоа што ни се повторува, тоа што ни подлежи на човечка грешка, најчесто користени функционалности што исто така се од некаков си висок ризик, тестови што одземаат стварно многу ефорт да се истестираат, не треба 3-4 дена и така натаму, мануелно тестирање, се автоматизира, па нека трае тоа и од тој аспект толку, ако чекаме некакви се одговори од било кои други системи во интеграција. И накратко сме до тоа за што да се автоматизира. Добро. Следниот слайд ни веќе објектно ориентирано програмирање. Стварно не знам зашто овака измислено ова сега кога сме во слайдшоу. Ајде, све уништи. Ајде вам. Веќе. Океј, него само да го мјутираме. Добро. Јас ќе продолжам. Значи, доаѓаме до контекст со објектно ориентирано програмирање. Објектно ориентирано програмирање само по себе не е модел на програмирање каде што се прави дизајн на софтвер околу објекти, односно одредени информации се градат како еден објект. Ќе го видиме низ примери тоа понатаму низ следните слайдови. Објектот нас ни представува дека имаме информации за тоа што го опишува самиот објект, тоа ни се атрибутите на еден објект, и информации за неговите однесувања ќе ги преведам, односно behaviors, методи и функции што може да ги изврши. Како тој објект се однесува, буквално, тој превод. Значи, описен дел за него, што ни представува тој објект и како тој објект се однесува. Низ пример од реален живот ќе видиме како ни е најлесно така да ги замислиме објектите кога веќе пристапуваме кон објектно ориентирано програмирање. Тоа, како што спомнавме, ни се фокусира околу објектите и тој што прави развој на апликација со концепт на објектно ориентирано програмирање секогаш гледа да изгради објекти, па подоцна направи соодветна манипулација во логика врсти објекти. Меѓутоа секогаш пристапот е да направи нешто што ќе подоцна го искористи како еден објект. Ќе го видиме низ примери.
Еве еден таков пример. Ќе земеме пример за кола. Наједноставен пример за кола, тоа што го гледаме како физички објект ние во реален живот. Секогаш развиваме во фајлови, започнуваме со куцање на код во фајлови што се нарекуваат класи. Тоа ни во програмирањето, класа ни представува еден файл во кој што ни имаме изнапишано код. Таа класа може да биде сама по себе еден објект или да има во себе неколку други различни логики. Најчесто еден објект ни е една класа. И сега, кога го градиме ние тој файл, така се вика самиот файл, екстензијата е .class, буквално, и кога го градиме ние тој файл, односно сакаме да направиме еден објект што ќе се вика кола, ние правиме нов файл типот класа и во него ги даваме сите информации. Сега, што ви текнува прво за кола? Може и тука да се постави тоа прашање. Како ние би го опишале објектот кола? Имате примери пред себе, меѓутоа со уште неколку дополнителни информации. Дали некој може да даде пример? Број на тркала, Меланија. Газ тип. Брзина, супер. Да, шасија, боја. Одлично, значи идеме до сите можни сегменти и информации, година производство, тип на мотор, gearbox type и така натаму. Супер. Значи се тоа се описни информации, односно атрибутите на еден објект. Атрибути, негови атрибути, кои се атрибутите на кола, колку број на врати има, која е бојата, година на производство, се што кажавте. Значи број на тркала, не знам, буквално се. Тоа се описните информации, се атрибутите на кола. А што се незините однесувања? Ајде сега ова прашање да го видиме во чат. Што се однесувањата незини? Забрзување, вози, кочи, одлично, тоа е тоа. Значи една кола што може да направи? Да го старта мотор, да тргне напред, да менја брзини, да закочи, да го исклучи моторот и така натаму. Тоа се незините однесувања. Значи тоа се методите, односно функциите што една кола може да ги изврши. Тоа не е еден објект буквално во програмирањето. Еве замислете дека ние правиме сега апликација за коли. И ние сакаме да ги имаме сите тие информации. И сега ние си правиме една класа што ни се вика car, кола, буквално car, англиски збор. Секогаш користиме англиски зборови и убави термини на англиски зборови, никогаш не се пишува на македонски кога кодираме. Тоа да го запазите како best practice на програмирање. И си правиме една класа. И ние во таа класа ги даваме како информации сите атрибути што ни текнуваат во моментот, што важат за една кола, за секоја кола што важат. Сите атрибути што се заеднички за секоја кола. Број на врати, број на тркала, година производство, боја и така натаму. Сите тие се заеднички. Исто така што при секоја кола, ова што го кажавме како посебни функции, односно методи, забрзува, кочи, пали, гаси и така натаму. И сега ние имаме таа класа. Сега приказот пред вас ни ја покажува релацијата на класа со објект. Како ние сега од оваа класа ќе направиме објект. Ќе го видиме тоа ни следен пример. Одам на следниот слайд. Зашто не одим назад? Добро, извинете. Добро. Еве како е тоа напишано во код. Кратко примерче. Тоа што го зборевме за кола. Значи на прво место нас ни се сите нејзини атрибути. Кога се кодира, ние задаваме, например, од каков тип ни атрибутот, а тоа е ова зборче во средина. Во случајов се сите string, меѓутоа има различни типови. Тоа исто така ќе го изучиме на академијата и ќе се запознаете многу подетално со програмирање и како најлесно да го сватите како концепт и да ви е лесно. И сега не имаме типови. Ова што е тука color, нас не е името на атрибутот. Значи color, model, make year, fill type и така натаму. А ова не е типот на атрибутот. String не значи дека овој атрибут во себе како вредност ќе прима каков сакаме текст. Само бројки плюс букви и така натаму, што и да сакаме. Затоа овој може да прими yellow, затоа што е типот string. Имаме различни типови на integer, на boolean вредности, само true или false и така натаму. Нема да ви одземам време со тоа, затоа што не му е сега тука место. И ова ни се на нас состојбите, односно сите атрибути што ја опишуваат таа кола, а доле ни се однесувањата, односно сите методи и функции што таа кола може да прави.
И еве ние сега имаме класа која што подоцна ќе искористиме како еден објект. Имам и такво примерче, само краток скриншот, ќе видите како изгледа. Еве ги методите. Синтакса и декларација нема сега исто така да одземаме време, затоа што ќе биде дел од академијата. Викаме дека имаме еден метод, односно функција, што ќе дадеме име да се вика старт, и оваа функција во себе ќе има логика на палење на колата. Стоп на успорување, односно кочење, и акселерит на забрзување. Тоа ќе ни бидат трите функции што ние сме одлучиле дека ќе ги направиме во оваа класа. И еве ни на нас еден блупринт, односно нацрт, буквално нацрт план, како сакаме да ни изгледа објектот што подоцна ќе го изградиме врз оваа класа. Значи, релацијата на класа со објект е дека класата нас ни представува буквално само еден нацрт план, врз кој што ние сакаме да направиме објект. Или исто така земете во пример графички цртеж на куќа или што и да е, со реалниот 3D рендер. Тоа не е објектот. Врз тој графички приказ, буквално. Затоа што кога доаѓа моментот на 3D рендер, веќе ние ги внесуваме сите информации, сакаме ѕидовите со таква боја, такви плочки, таков намештај, што и да е. Како атрибути и функции. Буквално таа не е паралелата. Секогаш имате си отлам дека објектите ни представуваат реално објект што и го гледаме во секојдневие, со сите своји атрибути и функции, односно описни информации и функции што може тој објект да направи. Толку едноставно. Колку поише ова искуствено го изучуваме и работиме, многу полесно ќе ви биде за автоматизација и програмирање. Доаѓаме до Java програмскиот јазик, што ќе ни биде дел од академијата, што ќе ни биде дел од овој пример и демо сега што ќе го покажеме. И накратко ќе кажам дека е објектно ориентиран, значи се базира на концепт на градење објекти, подоцна искористување на истите и така натаму. Многу едноставно запишување, ќе видиме зашто во следниот слайд. Се извршуваат паралелно процеси, значи во паралела ние можеме да извршуваме неколку функции. Има тоа потехнички навлагање за како да се направи, динамичен и безбеден, станува збор дека нели сам по себе е адвенс јазик, latest технологија и дека има доста функции како се да се заштити. Преносен значи дека може да ни работи на кои сакаме уреди, лаптопи, компјутери, мобилни и така натаму, сегде може да се изврши Java. Со високи перформанси значи дека сам по себе многу лесно и брзо се извршува, има добар компайлер, виртуелната машина на самата Java што се извршува, знае како сето тоа да го обработи. Малце ви нафрлам информации што не можам да не ги кажам кога дам ваков опис за зашто има високи перформанси, меѓутоа се потехнички. И има неутрална архитектура. Ова не значи дека самиот Java или која иде апликација базирана на Java код може да се изврши на Windows, на Macintosh, односно iOS, каде да сакаме, Linux оперативен систем, тоа значи дека е неутрална архитектура. Толку едноставно. Java може да се изврши сега, со еден збор. Добар, брз, супер, нов и така натаму. И еден од најчесто користените. Има премногу апликации, ако не знам, 90% од све што постои е направено на Java јазик. И доаѓаме до еден краток исто така приказ на класа со објект паралел. Ќе го видиме и ова кратко ќе го извршиме да видиме кој е аутпутот од ова, па продолжуваме на демото. На левата страна ја гледаме таа класа. Претходно ви кажав дека се со точка клас екстензија, меѓутоа не се со точка Java екстензија, односно екстензијата на фајлот што го градиме е јазикот кој што го пишуваме, а точка клас во случајов добива понатаму кога сето ова ќе проба да биде извршено. Нема веќе. Еве како изгледа една класа. И ние оваа класа ќе искористиме за подоцна врз оваа класа да направиме објект. На прво место ги гледаме информациите односно незините атрибути. И сега имаме ние во самото кодирање пракса ваква, каде што си даваме коментар на се што правиме испод тој што се случува и што ни значи кодот испод тој коментар. Ова ни се атрибутите на класата, односно незините состојби што ги спомнавме претходно. Имаме модел и имаме year of manufacture. За сега ни се тие две работи. И гледате дека се напишани со
строго англиски, секогаш користиме англиски. И имаме еден конструктор, ова не значи почетна точка, кога ние ќе направиме објект, се повикува прво ова, и при самото градење на објект ние можеме да си зададеме информации како сакаме тој објект да биде изграден. А тоа се овие атрибути. Значи при конструкторот, односно при креирање на објект врз оваа класа, ние ги внесуваме и вредностите што сакаме да ги имаат овие два атрибути. И сега, значи сето ова ние информација за класата, а еве го методот, односно што функцијата самата таа класа ни прави. Овој метод се вика Model Information. И овој метод како логика во себе нема ништо друго освен да ни испринта информации за моделот. Толку. Наедноставно, чисто за овој пример, толку сакаме да е логиката на оваа функција. И сега, ние кога ќе направиме објект врз оваа класа, ние можеме да го повикаме овој метод и тој нас ќе ни изврши некоја акција. Само со повикување. Од десниот слайд, на десната страна е приказот како ние градиме објект и како го повикуваме тој метод, односно како ја повикуваме таа функција за нас да ни направи нешто. Еве како се гради еден објект синтаксно. Значи, иницијално го задаваме типот на објектот, сакаме да не биде тип од класата car и викаме дека објектот ќе се вика Audi, во нашиот случај. Значи, кога го крстите објектот, можете како сакате да го крстите. И тој ни еднакво на нова инстанца од класата car. Ова значи тоа. Со овој keyword new, ние го повикуваме конструкторот на класата, што не вика, ајде сега внеси информации, што сакаш јас да запишам во атрибутите на класата. За ти подоцна да ги добиеш тие како вредности кога ќе го користиш овој објект. И сега ние викаме дека сакаме во местото модел. Гледате, овие фреймворци, што и ова, каде што го пишувам кодот, е одреден фреймворк. Алатка за кодирање. И само по себе овие сиви работи ги дава како информации што за тебе се корисни да видиш како се вика атрибутот што е изграден во таа класа. И ја што ти го барам за да го внесеш како информација. Значи, самите алатки се толку адвенс што буквално со само една буква притискање ни даваат хинтови за тоа што сакаме да напишеме во неограничен број. Вака го градиме објектот и го повикуваме методот со само вакво извршување. Ова ни е еден објект кој што си го повикува во себе методот, односно функцијата да изврши. Еве ни уште еден објект што сме го крстиле различно и има различни информации. И повторно извршуваме за да видиме дека ќе имаме со овој објект друг ауткам на ова извршување. И сега е наред демо презентацијата. Демо презентацијата ќе ни биде содржина што ние ќе иницијално стартаме браузер, ќе се навигираме кон Google Homepage, ќе отвориме e-commerce апликацијата, ќе извршиме неколку едноставни акции како скролање, како се скрола по апликација, нели буквално со скрол на маусот, како тоа да го автоматизираме во колку сакаме скрол инстанции, како да се вратиме најгоре на сајтот ако сме скролнале негде многу доле, да не ги правиме сите тие 4-5-6 скролања повторно, туку наеднаш да се позиционираме на топ, како да пребараме производ, како да лоцираме елемент, тој search бар во кој што ние треба да внесеме текст за да пребараме, како да го лоцираме и уште некои функции како refresh на page, идеме еден чекор back, идеме еден чекор forward и quit на сето тоа по извршувањето. Сега сме на момент каде што ќе направам шер на апликацијата. Кажете ми само дали гледате скрин. Да гледаме едитор момент. Да, гледате. Да ни потврдуваат и од чат, така што окей сме. Добро, супер. Да. Сега. Кратко само ова ќе го извршам. Ова е претходното Java делче за да видиме како ни функционира два објекти на иста класа со различни информации. Значи имаме Audi објект и имаме Mercedes објект, ама двата се врз истата класа. Ние за Audi објектот сме внеле едни информации, затоа што сакаме да направиме објект Audi и сакаме да направиме објект Mercedes и внесуваме други информации. И сега јас ова кој ќе го извршам, функцијата на Model Information е само да ми испише што сум внел тука. Ова го испишува тука доле на конзола, ќе видите како изгледа тоа сега.
Имаме зелено play копче тука, run main функцијата, ја извршуваме. Тука гледате дека има некој процесирање, ова сето се билда како еден проект, се компилира, се преведува и така натаму. Тоа е нешто што е за на академија и подетално и еве ни го исходот. Значи што направивме ние? Со Audi го испринтавме, односно го повикавме Model Information и со Mercedes го повикавме Model Information. И еве ги нас различните исходи. Car Model и Manufacture Year. За едниот објект ни е ова, а за другиот објект ни е ова. Еве како ние можеме да си направиме бесконечен број на објекти врз една класа. Целта на ова кратко демо ни беше тоа. Сега ќе се префрлам на автоматизација на сценариото. Тука ми беше идејата за да почнам да куцам код, меѓутоа ќе почнам да куцам дел од код да видите како иде тоа лесно самото куцање и некои почетни клучни работи, а потоа ќе ви направам copy-paste за да имаме нели остаток од време, затоа што веќе доаѓаме 1 саат од вебинарот ни е надмина. Си градиме, сега сме на момент како да го автоматизираме тоа што сакаме нели да мануелно сценарио да го автоматизираме, а тоа ни е навигирање кон e-commerce сајтот, преварување на производ, кликање на самиот производ, рефреш и така натаму. Тоа не е сценариото, мануелно знаеме да го направиме, го правиме и сега ние како да го автоматизираме. Прво започнуваме со драйвер. Драйвер е нешто што комуницира со овој код јава код тука со браузер. А тука ни доаѓа на искористување Selenium. Тоа е Selenium. Selenium нас не е библиотека, многу функции на код што знае како да работи со Java програмски јазик и знае како да работи со браузер. И ние тука искористуваме Selenium библиотеки, односно функции на код, за да стартаме браузер и правиме што сакаме на самиот браузер. Еве како изгледа тоа. За да прво можеме да го тестираме едно сценарио на колку сакаме различни браузери. И тоа е како можеме лесно да го правиме. Правиме само тука инстанца на ќе започнеме со Chrome тестирање, тестираме сценарио на Chrome, пишуваме со CH, значи за Chrome, и еве што ни дава хинтови самиот фреймворк. Самиот фреймворк секогаш ќе ви дава хинтови на тоа што сакате или што можете да искористите со овие почетни карактери што сте ги внели. Ние сакаме да стартаме Chrome браузер верзија, го избираме првото, тоа ни импортира самата таа библиотека за користење, понатаму што е тоа библиотека, мислам во академијата. Даваме име на објектот, нека се вика driver, еднакво на new Chrome driver. Како предлог го имаме, само го избирам и притискам tab. И тоа е тоа. И ние сега имаме објект што знае да комуницира со Chrome. Тој објект што знае да комуницира со Chrome треба да биде искористен во сценарио. Како се прави автоматско сценарио? Ние во една класа може да имаме неколку сценарии. Еве како се прави автоматско сценарио. Наједноставен начин, секој фреймворк нас ни дава на десен клик многу функционалности. А едно од тие е десен клик, generate, и имаме тест метод. И со самото избирање на тест метод, гледате кога работи за мене, наместо мене, испиша самиот фреймворк. Значи, јас сега имам еден метод, кој што се рачуна како тестен метод и ќе биде со репортинг како тест сценарио. Значи, ова е огромна функционалност во позадина и како оваа апликација го разбира сето ова, ама на само еден десен клик тоа беше изгенерирано за мене. Нека се вика тест name или можеме да го преименуваме сеедно. Ова не е името на сценариото. И ние можеме сега да го крстиме да биде тест и e-commerce. Тест e-commerce. Доволно е толку. И сега во самиот тој метод секогаш функционалностите имаат свој боди, а боди се вика ова. Внатрешен дел во овие отворени големи загради. Во внатрешниот дел ние пишуваме целата логика и кога ќе го повикаме ова од било каде, извршува тоа што се наоѓа во него како код. И сега, ние тука, што можеме да направиме? Да стартаме браузер, тоа ние веќе имаме објект, што знае да комуницира со Chrome, и ние ќе му го кажеме следново. Ајде, driver, get ни е методот. Овие работи треба да ги знаеме и ќе ги дознаеме со само
работа за автоматски сценарија. Ова се веќе методи на Selenium, таа библиотека што ја кажувам, еве што е импортирано, Selenium, и се методи за како да комуницираат со браузерот. И овие веќе по многу користење ги знаеме на памет, меѓутоа како информација овој get нас ни старта браузер и не навигира кон некој homepage. И тука сега ќе ставам homepage да биде самиот google.com. Откако ќе го отвориме google.com, ајде можам сега ова само на кратко да го извршам. Ќе видиме што е TestNG и зашто го користиме како платформа на извршување на вакви работи, затоа што Selenium ги користи по овие библиотеки за извршување, меѓутоа не е тоа важно. И сега го извршуваме ова сценарија. Наедноставно. Run TestNG. Само малце со екраните не ми се старта. Гледате, се обработува, се компилира. Ова во позадина прави 300 работи да комуницира со вашиот компјутер, па имате ли Chrome, немате ли Chrome и така натаму. 300 работи. Која ви е верзијата на Chrome, па што да стартува, и еве што не се старташ, google.com. Само малце да направам свич на се ова, за да гледате во живо подобро. Се извинувам само на една секунда. Затоа морам однова да направам share. Stop share. Океј, извинете на секунда. Префрлам. Како што треба, добро. Ете така. Повторно се ќе направам share на екран, share screen. Ние овој екран. Share. Така, се надам гледате пак све. Да, супер. Добро, супер. Ќе го извршам повторно да видите што прави. Го извршувам и самото во позадина тон работи проверува и ни старта браузер. Еве како ни старта браузер. Тоа е тоа. Тука сме позиционирани. Гледате дека само ние во Windows мод. Ова има функција да се направи во да го направиме full screen. Driver.manage не е методот, па тој метод во себе има повикување на window метод и викаме .maximize. Еве функцијата што ние ја користиме за да направиме full screen на браузерот од кога ќе се отвори. Ајде да видиме ова како изгледа во извршување. Повторно, секој пат одново се проверува целиот код што е напишан, се валидира и се извршува. Google.com full screen. Тоа е тоа. Такви магии ни прави за нас Selenium. Тоа е драйвер и библиотека што многу добро разбира како функционираат браузери, дека е важно да ја знае и верзијата на браузерот. 300 работи во позадина има се ова што го користиме ние само треба да ги знаеме овие методи за повикување и извршување. Секој од овие е посебен метод, што во себе има логика и што таа логика прави нешто. Ова што јас го куцам сега, да речеме на памет, нас ни е од многу пракса, веќе толку познато што се чекори што се екстремно едноставно. И можете да видите дека се што искористив јас тука е како една реченица на англиски јазик. Manage the window to maximize. Во превод, буквално. Тоа што сакате да го направите, преведете го на англиски и реално се тоа зборовите што вас ви се потребни, односно методите и функциите за да успеете да го автоматизирате тоа. Секогаш е толку едноставно, многу едноставен, затоа Java-та и Selenium, зашто е базиран на Java, се high level јазици, а тоа не значи дека се толку читки и разбирливи за човек, што само ја пишуваме на англиски реченицата, а всушност тоа се методи и се извршува и толку работа. Буквално е тоа. Се што сакаме да направиме. Ајде од тука сега ќе пробаме да отидеме на некоја друга страна. Еве што ми се случува. Driver dot. Еве што ни дава, што се ние можеме да повикаме како функција на ниво на објектот driver. Find element, find elements, get capabilities, тон функционалности што можеме ние да ги повикаме со методот driver.
Ние сега ќе искористиме Navigate. Navigate има forward, има back, има refresh, има to, и овдека ни дава информација самиот фреймворк дека ако го искористиме методот to, тој во себе ќе побара да внесеме некој URL. Сакам to и сакам да внесам URL. Еве URL. Внесувам URL. Па URL секој се внесува во наводници, затоа што станува збор за string, односно група од карактери. И ни изгледа вака. Navigate to this page. Буквално преводот е I want to navigate to that e-commerce site. И тоа ни се методите преведени и толку едноставно за да ние разбереме како функционира Selenium. Многу едноставно. Ајде сега ова ќе го извршам. Се билда како проект, ги прави сите потребни чекори. Првиот чекор не беше да старта браузер, вториот не беше да направи full screen и третиот не е navigate to this demo Xcart site. Тоа е тоа. И веќе ние сме на местото каде што сакаме да почнеме со тестирање. Сега, ќе направам на брзинка copy-paste на дел од кодот, за да нели само видиме како функционира, ќе го објаснам нели нормално. Меѓутоа, за да не го куцам, да не ни снема време, ќе направам само copy-paste. Тоа што ќе го покажам следно е како можеме да си правиме ние скрол. Буквално скрол вака по самиот сајт. И кога ќе стигнеме до некој момент на тој скрол, како ние наеднаш да се вратиме тука. Ајде да видиме како да го направиме тоа. След. Сега ќе земам тука и со делот од кодот што ми е. Ајде прво ќе го направиме скрол моментот. Ќе направам copy-paste на делот со се коментари, за да видите дека секогаш е добро кога правите автоматско сценарио, кога куцате било каков код или девелопмент, секогаш пишувате коментари за чекорите што ги имплементирате или за функционалностите. Истото е претходно, меѓутоа сега ви ги надополнив и сите коментари. За да ги има и на видео, за да гледате описно, нели, подоцна, ако сакате да се навратите на ова, што представува делот што го извршувам. Со овој момент, ние ќе направиме неколку скрол функционалности на пејджот. Ајде да го пробаме тоа. Го извршувам повторно како сценарио. Повторно се валидира целиот код, се пакува како финално решение, се преведува во соодветни фајлови во позадина да може да се обработат и идеме се извршување. Стартаме браузер, Google почет на самата апликација и еве сега ќе видите, 5 пати треба да ни направи скрол. 3, 4, 5. 5 пати се направи скрол. Тоа е тоа. И тука завршува со извршување сценариото. Ајде да видиме кој ни исхода тука. Самиот фреймворк, кога веќе правиме автоматски сценарии, гледате дека ги третира различно. Ево, дека имате од лева страна ќе видите навигација на тоа како ви се вика сценариото, дали е успешно или не е успешно. Имате во самата конзола информација колку сценарија се извршени, колку се поминати, колку се паднати, на колку сте направиле скип. Ако имплементираме тука логирање, ова нас ќе ни даде генериран файл од какви да сакаме форма со сите информации за сите чекори. Значи веќе со самото користење на Selenium и вакви анотации дека ова мене ми представува тест сценарио, самиот фреймворк апликацијата знае да го третира како такво и ни кажува дека тест, успешни тестови имаме 1 од 1 за сега. Самиот фреймворк има премногу информација. Веќе се до толку адвенс што многу е лесно за да се кодира. Порано, например, по старите верзии на Selenium, нивните почетови дека ние требаше да направиме конфигурација од 10 реда. Прво да симнеме соодветен драйвер на Selenium, што е ист како верзијата како браузер. Па освен што сме симнале Chrome, требаше да симнеме и за Edge, и за Mozilla, и за Firefox, и за Opera, и за што и да користиме. И такви посебни да ги сетираме, па ако има нова верзија да се симиња, а сега све ни е тоа толку автоматизирано што само си градиме еден објект од типот кој да сакаме браузер и продолжуваме со извршување. Следна линија што ќе ви ја покажам, ние да се вратиме на самиот топ пејдж со исто таква една функција. Повторно извршуваме функција што не враќа скрос на почеток.
Секогаш се проверува. Не се старта браузерот, се навигира таму каде што сме му рекле дека сакаме да оди. Оди на самиот демо сајт. Ги прави тие 5 извршувања на scroll down во одреден број на пиксели кога што ние сме кажале и се врати скрос на крај. Еве го чекорот каде што ни се враќа скрос на крај. Тоа е тоа. Успешно извршено сценарио. Гледате дека во остануваат сесиите по извршувањето. Ќе ви ја кажам на крај командата што по извршување на сценариото ги гаси сите сесии. Продолжуваме со следниот чекор. Ајде да најдеме елемент и да направиме mouse hover. Дали mouse hover ви значи нешто на сите вас, вака во превод? Што ни представува mouse hover? Прашање сите што имате дали се учи на академија, све се учи на академија. Поготово за вакви работи, затоа што for loop е дел од самиот Java јазик. И сите концепти, сите финти, методи како се градат, што се прави во нив, сите loop циклуси, сите if statement, се од самата Java исто така се учи многу детално, ни спрем многу примери, за да ние знаеме да го направиме ова. Дефинитивно. Тоа што ви го куцам овдека како код, буквално се поминува и тоа во многу детали на самата академија. Тоа без грижа никако. Имаме коментари за хавар без клик, познато, прикривање со маус, лепдење врз елемент, преку батон, да најдеш тултип. Така. Значи, mouse hover значи само ние да се позиционираме до негде, меѓутоа да не го кликнеме тој момент. Најчесто ќе го користиме за менија, затоа што сакам да дојдам врз некој мени, за да ми се отвори неговата drop-down листа. Сега ќе го видиме тоа. Неколку чекори напишав, каде што прво треба да го најдеме кој елемент сакаме да го искористиме за таа акција mouse hover. И го наоѓаме преку локатор, ќе видиме што се тоа локатори на академијата. Значи има многу тука технички детали што стварно многу време ќе ни одземе ако навлагаме во секој од нив. Ова ние како тој елемент е изграден на самата страна. Ќе ви покажам сега како изгледа како ќе го извршиме ова. И откако сме го нашли елементот, односно точно тоа мени што сакаме да застанеме врз него, за да се отвори неговиот дропдаун, градиме објект action, што тој објект action во себе ќе направи таа функција на mouse hover. Ајде да го извршиме ова да видиме како изгледа. Имаме Google, имаме демо сајт, повторно ќе си ги имаме тие scroll down. Делни се од сценариото, сакаме да го провериме тоа, се наоѓаме назад и гледате менито како се направи дропдаун на Hot Deals. Ни се отвори неговото мени. Тоа е mouse hover. Ние се позициониравме тука, меѓутоа ништо не кликнавме. Тоа ни беше mouse hover. Сега, клучниот момент, што треба сега да ви го кажам, е како ние да најдеме елемент за да направиме некаква интеракција со него. Секој сајт може да направи десен клик и имаме inspect опција и таа inspect опција ни отвара документ за тоа како е изграден целиот сајт. Сите овие HTML и CSS тагови се тоа како изграден секој елемент што го гледате овдека. А елементи се ова, sign up, USDN, ова е како еден поголем содржен од неколку search item bar, самото, буквално се што гледате што има некаква функција, е елемент што е изграден во некаква ваква форма. Ова се процесира и браузерот ни го прикажува визуелно вака, Graphic User Interface. Сите овие информации го добиваат ова GUI. Првата функција тука е select, односно селектор, и ја ќе го кликнам тој селектор и сега како што одам, он ми дава што сакам да селектирам тука. И го селектирам Hot Deals и еве го Hot Deals. И Hot Deals мене ми вика, јас сум изграден како тип span, ја имам во себе оваа класа што ме идентификува само мене. Ако направам дропдаун на ова, ќе видам дека има и текст. И ја можам да го пребарам по неколку од овие елементи. Значи, еве во самиот спан, еве како листа класата,
Значи, како што одам нагоре, он нешто друго ми селектира. Се што е едно ниво погоре, во кое што се наоѓа самиот елемент што мене ми треба. Е вака изградена секоја страна што постои. И сега јас сум одбрал нешто за да го лоцирам овој елемент, тоа ми е ова, по неговата класа од типот span, и викам најди го, и супер го најде. Тоа е тоа. Одлично. Ајде сега ќе го направиме следното. Сакам да пребараме производ, кој што подоцна ќе го кликнеме. Имаме само уште 2-3 акции. Еве како ќе пребараме производ. Значи, locate the search bar, send keyword to search and press enter. Викаме дека драйверот сакаме да find element, да ни најде некој елемент исто по некој негов локатор, што сум одлучил дека е unique и дека секогаш ќе го најде. Викаме точка send keys. Send keys ни е keyword. Значи прати нешто од тастатура. Буквално тој е превод. И викаме што сакаме да прати. И ова ни запишува буквално овој текст во самиот search bar. И му викам од кој ќе го запишеш, притисни enter. Ни извршува и вакви функции од тастатура. Enter, стрелки нагоре, надоле, escape, print screen, што сакаме од тастатура ни го извршува. Selenium е библиотека толку моќна што нема во себе за да ни помогне да имам интеракција со веб. Ајде да го извршиме и ова, да видиме дека нешто ќе внесе и дека ќе го пребара. Повторно се обработува целиот код, се верифицира сите тие работи, секој фреймворк така работи и ни продолжува со извршување. Прв чекор, втор чекор, трет чекор, скрол чекорот. Маус ховер внесе Google Home Mini и ни кликне Enter. И сега ни отворен нас еден производ. Еве го Google Home Mini пребаран. Тоа е тоа, супер. Ние сме го отвориле продуктот. Еве ни го продуктот. Следно ќе ни биде да го најдеме овој продукт што сме го пребарали и да го кликнеме. Кога ќе го кликнеме, да ни се отвори оваа страна. Ајде да го направиме и тоа. Следниот чекор ни е. Од каго ќе го најде? Once the product is found, кликуваме. So we can open the product view. И сега, веќе се наоѓаме каде што е пребаран производот. Повторно сум нашол по кој локатор да се пребара и му викам сега точка клик. Еве функцијата за кликање на што и да сакаме на сајт. Ова е функцијата Selenium што не ја нуди. Повторно извршуваме. Информации на конзола, која верзија на браузер, каде го извршуваме, дали ни е на некој сервер, дали ни е локално, има еден тон информации. Конзолата е многу добра и кога ќе се појави било каква грешка, секогаш има во конзола соодветен error message. Чекорот еве го Google Home Mini, го пребаруваме и го кликаме Google Home Mini. Супер. И тоа е тоа. Доколку сакаме ова да ни биде едно сценарио што ја тестира кор функционалноста, секогаш ќе имаме еден ваков тестен производ каде што ќе го пребараме, ќе го најдеме, ќе го кликнеме, add to cart, buy и готово. Истестираме дека e-комерцот ни работи, тој ни е еден од автоматските тестови. До тука сме и што можам следно да ви покажам е неколку едноставни функции каде што можеме да си направиме рефреш на самиот пејдж, драйвер, Navigate методот во себе ги има сите тие функции. Рефреш е една од нив, каде што прави само рефреш на пејджот. Да видиме како изгледа. Еве зашто високо на пирамидата се овие GUI тестови. Гледате колку време некогаш е потребно за да се isпроцесира. И тоа се ова едноставни сценарии. Кога имаме нешто сложено, 3, 5, 10 минути знае да трае едно тест сценарио. Па ако има доста, например, апликацијата знае во некои моменти да е спора или конекција или така натаму, па треба да чекаме додека не се излода целата страна, па уште дополнително ни успорува. Затоа се овие високо на пирамида во брзина, дека се најспори за извршување. И сега гледате рефреш прави во моментот. Направи рефрешот повтор. Чекаше да излода целата страна и потоа направи рефреш акција.
Еве како ни изгледа извршувањето. Ајде да видиме следна команда. Следна команда ќе ни back, navigate back. Ова, каде и да сме позиционирани, ќе го направи ова. И ќе се врати тука. Ајде да видиме сега. Ова како ќе се изврши. И може следно да завршиме со гасење целосно на самиот браузер, како сесија. Повторно скрол функционалностите. Пребаруваме производ, го кликаме производот. И сме на бек. Последна акција. Со ова завршуваме. Значи, од самиот производ се вративме еден чекор назад. Иста функционалност. И да видиме само која ни е командата за оваа сесија да ја затвори по извршување. Driver.quit толку. Ајде уште ова да го видиме како дел од демото. Секогаш ќе ги затвараме сите сесии, сите извршувања со ваква команда, за да не седат во позадина, затоа што ни трошат многу рам и се поспори ќе ни извршувањето. Ако имаме 50 сценарии и сакаме не ги затвориме сите 50, рачунете 50 браузер Chrome сесии, тоа е преоптоварување на системот. Производот со клик и рефреш, па ќе се вратиме назад и ќе видите како ќе затвори самата сесија. Толку. Немаме веќе сесија. Сценариото ни е успешно и тоа е тоа. Тоа е тоа, дечки. Накратко како лайв демо, еве што успеавме да направиме од неколку линии код. Тука пишува дека се 55, меѓутоа пола од нив се коментари на кодовите, што сме направили околу 20 линии код, ви имате доста функционалности испишани, со тоа што ова, например, е дел каде што чисто да ви покажам што се можете да правите, дека има што и да можете и да замислите како функционалност на сајтот, можете да автоматизирате со Selenium во Java јазик. Супер, ајде да се вратиме сега на презентацијата. Правам full screen, slideshow. Треба на вас ова, туку требаше да биде display settings. Океј, се гледа full screen? Да. Супер, добро. Тоа ни беше демо презентацијата. Накратко ќе кажам предности и недостатоци на автоматско тестирање. Значи, кои ни се предностите? Многу се очигледни, поголема прецизност, елиминираме можност за човечка грешка, се извршуваат побрзо, значи, отколку да ги кликаме ние, секогаш тие можат побрзо да се извршат. Резултатите се поверодостојни, ефикасноста не е поголема, затоа што тоа во позадина ќе се извршува автоматски сценарија додека ние правиме нешто друго. И трошоците со тек на време се намалуваат. Многу нормално. Негативните работи ни доаѓаат од аспект повеќе од технички аспект. Значи комплексни се. Реално ние треба да научиме малце кодирање за да знаеме да ги направиме и развиеме. Реално тоа е. Почетните трошоци зашто се високи? Затоа што треба да инвестираме доколку немаме таков кадар да се едуцира тој кадар во соодветните технологии. Треба да се купат лиценци за сите тие апликации, по $700,000 годишна лиценца за еден корисник на ваков фреймворк е кога треба да биде лиценциран, кога работиме за клиент. Што ни е? Одржување на код. Цело време ние треба да го одржуваме код. Значи, сега програмски јазик заедно со секој фреймворк постојано се во континуиран развој
како што се развива самата технологија, ние така треба да го проверуваме кодот, да го валидираме до последна верзија, а исто така и апликацијата во која што кодираме. Тука ни доаѓа како недостаток единствен дека немаме можност толку корисничкото искуство да го истестираме. Како корисникот, како експириенс се доживува на самиот сајт. Ние сите овие технички функционалности ќе ги поминеме, меѓутоа дали е тоа добро и наместено и таму каде што треба визуелно. Тоа веќе не може тука да го замени ништо автоматско. Значи станува збор за една огромна тема user experience, што е целосна наука, што луѓе го изучуваат тоа за да имплементираат најдобра поставена страна и што и да се прави. Цела наука е тоа каде треба да биде логин копчето, каде треба да биде било што, реклами и така натаму. Тоа не можеме ние да го истестираме. И како што кажав, цените за алатки. Дефинитивно, минимум се $700 до $1000 на годишно ниво, лиценцирани, за да се развива ваков код. И со тој слайд, дечки, би завршил. Пред да продолжиме со што идеја, се надевам дека ова колку толку ви покаже како изгледа автоматско тестирање, дека сите стеги ви ги тргна, дека сега ќе ве ослободи да целите кон тоа и да ги изучувате сите овие работи, затоа што дефинитивно се многу интересни и имате можност да развиете и да покажете креатива огромно. Значи, тоа е најголемата предност, освен што ќе ги елиминирате грешките и ќе си додадете капацитет на слободен простор, тоа ќе работи за вас, ќе изучите многу сегменти, ќе навлезете детално не само во гуито, туку и во позадината. Мислам дека од мене толку. Веќе сме на момент Q&A, може би Вилијам сакаш да преземе сега? Супер, ќе презам јас. Виктор, фала ти многу за целиот труд, за спремање и посветеност на презентацијата и дечки, Виктор ми најави пред само предавање дека е болен и дека е со температура, така што едно срце за Виктор во чат, бидејќи стварно се трудеше да ви објасни што е можно наједноставно и да се улови самата поента на презентацијата. Така што фала ти, Виктор, уште еднаш. На почетокот најавив дека со нас вечер имаме и алумни од Академијата за софтвер тестинг, која што во некои 2-3 минути ќе ви долови за самото искуство на Академијата. Така што ќе повикам Борјанка. Дали се слушаме? Да, вие мене? Да, супер, те слушаме. Повели. Одлично. Пред се да ви кажам, баш ми мило што гледам дека има голема заинтересираност на вебинаров. Јас моментално работам како софтвер специјалист во MediaGenix, тоа е фирма која нуди софтвер за телевизиски куќи. Како што кажа Вилијам, јас сум претходен, мислам, завршен алумни на Академијата за софтвер тестинг и како и повеќето студенти што се запишуваат, јас немав никакво претходно познавање на за пример за тестинг или пак за програмски јазик. Така да што верувам дека на многу ова ќе им изгледа челенџинг или ќе се исплашат или нешто слично, меѓутоа јас верувам дека со самото сакање и со самата желба што ќе се запишете на Академијата, вие веќе го правите првиот чекор. Така да само силно и си треба вежбање, не може пример од 2 часа да мислите или да сметате дека си треба да знаете или слично. Нормално е да имате потешкоти, поготоа кога се работи за програмски јазик. Меѓутоа мислам дека многу ќе ви помогне со тоа што ќе вежбате, исто така инструкторите и асистентите се секојаш тука за вас. И ви посакувам многу среќа во понатамошното учење и градење себе си и менување на кариера. Фала ти, Вилијам. Супер, фала ти. Борјанка, имам едно прашање. Може ли фирмата во која што работиш уште еднаш да ја спомнеш? MediaGenix. Супер. Океј, фала ти многу за твојот дел. Исто ви посочив на почетокот за сите кои што сакате да продолжите понатаму или се пронајдовте денес во софтвер тестинг. Многу накратко ќе споделам детали околу самата академија. Значи, подготвителната програма за следните групи ни почнува веќе од јануари 2023. Би почнала со две убави
информации, значи годинава славиме 7 години Brainster и оваа година е година на Brainster рекорди. И запишавме над 1300 студенти, го организиравме најголемиот Brainster хакатон во живо со 125 учесници, Co-Innovation и Hiring тимот кој што обезбедува реални проекти и партнер компании кои што ги вработуваат нашите студенти, е партнер со над 160 странски, македонски и странски компании. Дополнително самата програма и оцената од студентите за инструкторите е над 4.91, што е голем успех за цел Brainster и целата наша заедница. На следниот слайд се делот инструкторите на самата академија. Че го имаме Димитри Желков, Фросина Трипуновска, кој е дипломиран софтверски инженер со повеќе од 3 години искуство, Моника Божиновска со повеќе од 6 години искуство во IT индустријата, Виктор кој го запознавте вечерва, Андреј кој е софтверски инженер со повеќе од 5 години искуство, Билјана и Катерина и многу други кои што дечки учите од луѓе кои што работат во индустријата и него зборуваат тоа само од теоретскиот дел, туку баш имав коментар од пријател кој што е на академијата дека многу му помогнало тоа што зборуваат инструкторите за примери кои што ги работат и им пренесуваат вистински инсайтс во реално време од самата индустрија што е многу важен дел. Дополнително реалните проекти, овде имам издвоено 2 проекти кои што се дел од Brainster, кои што беа во вид на хакатони, каде што Академијата за софтвер тестинг заедно со некоја друга академија, на првиот слайд е тоа Fullstack, на вториот слайд е Fullstack, фронтенд, дигитален маркетинг, графички дизајн, каде што студенти од повеќе академии се собират и за 48 часа работат на реален проект, што е многу добро за искуство, за тимска работа, да видат како е да се соработува со колеги од други тимови, како што се маркетери, дизајнери и така натаму, така што понатаму имам реални проекти Periodic Table of Elements, Pandemic Disease Tracker, ќе ви ги испратиме сите овие линкови на мейл за да може да ги погледнете сите реални проекти и за прочитате понатаму. Чисто ги претрчувам за да не земам многу дел време од делот за Q&A, така што ќе ви ги испратиме сите работи кои што ги спомнам сега на мейл за да ги прочитате подетално, бидејќи верувам дека ве интересираат сите овие работи. Понатаму успешните приказни од академијата, овде издвоив само 9 кои што се најскорешните успешни приказни, мислам дека текот септември па наваму. Доколку отидете на блогот, можам и веднаш да го отворам, блокет Brainster.co, исто овој линк ќе ви го споделам, најдоле во делот успешни приказни, софтвер тестинг, верувам дека ако скролам може да читате, да се инспирирате од луѓе кои што биле на академијата и се вработиле да слушнете како има нивна работа, дали она што го очекувале од самата програма било исполнето, кои биле недостатоците и така натаму, така што може да скролате. Така што тоа е делот околу успешни приказни за кои што ни е особено драго. Во делот на акредитација и сертификати, значи од тоа есен битна информација е тоа што секој кој ќе заврши на Brainster академија добива сертификат покрај тоа што од Brainster, добива сертификат и од Brainster Next, факултетот на Brainster кој е акредитиран од МОН, значи сертификатот е на ниво на високо образовна институција и е признаен сегде. Така што многу битно прашање кое е поставувано од доста од студентите. И кој што кажав и на почетокот, гордоста на Brainster тимот за коиновации вработување, кој што се грижи да најде партнер компанија која што ќе овозможи реален проект на самата академија и која што во текот на самата академија или пак по завршување на академијата ќе овозможи вработување за студентите кои што се покажале на академијата и кои што се спремни за да веќе влезат во индустрија и да почнат да работат. Така што овде би завршил, не би должел многу.
кој што кажав и на почетокот, уписите се веќе во тек, имате Extended Early Bird кој што трае до 30 декември, така што аплицирате, закажете информативен разговор за академијата, ќе дознаете дали чисто да имате разговор, да видите дали сте добар фит за софтвер тестинг, дали академијата е добар фит за вас, како би ви одговарало со време, со програма и така натаму. Така што ќе ви испратам линк во чат сега и може да преминуваме на самиот Q&A дел. Дајте ми само една секунда. Ево линкот во чат. И правам веднаш на интерапт, каде што видов дека веќе имаме прашања. Еве сме тука. Океј. Одиме од топ voted. Само ќе направам еден рефреш. Океј. Еве сме тука, не знам зашто не ги листа спрема топ voted, мада може ги земам од овде, гледам дека ова има 10 гласови. C# во ниеден пример, само секунда, еве го сега ги излист. Добро, ништо немаме среќа со тоа прашање, ќе одиме трето. Првото прашање од Елена, дали изборот на јазик за тестирање зависи од јазикот на кој е напишан предметот на тестирање? Виктор? Не знам дали го разбирам ово, меѓутоа не зависи јазикот во кој што ние сакаме да ги изградиме автоматските сценарија, дали тоа Java, дали тоа C#, дали тоа Python, дали тоа Ruby, кој и да е програмски јазик, секогаш претходно правиме анализа во кој ние најдобро го знаеме и во кој е најлесно да имплементираме врз основа на тоа на каква инфраструктура ни работи апликацијата. Има технички сегменти и што може да ни дозволи клиентот и така натаму, што не секогаш е изборот само на нас. Ако е само на нас, го избираме тој што не е на нас најпознат за работа. Дали е Java, дали е C#, сеедно, кој не е на нас најлесно за работа. Нема никаква врска. Океј. Следно прашање од Ана, разлика меѓу Java и C#. Ако јас се прашувам, нема никаква разлика, освен што C# е Microsoft, Java е Java, нели? Буквално нема никаква разлика. Кога вие искуствено ќе се соочите со код напишан во Java и со код напишан во C#, разлика во тоа како изгледа и како е напишан ќе видите само во 2% буквално, верувате. Не се фокусирате една само насока што мислам дека е клучна да се напомене, да не се фокусирате на програмскиот јазик, дали е Java или е .NET, не гледате така тематиката, туку фокусирате се на концептот, објектно ориентиран. Ако знаете концепт на програмирање објектно ориентирани да работите во таа насока, прелесно ќе ве дали тоа Java, дали е .NET, дали е Python или кој да сите тие објектно ориентирани јазици. Се разликуваат во премалце само во синтакса како да напишат. Толку буквално. Океј. Следно прашање е C# во ниеден пример, освен ако не пребаруваш го нема, дали се користи воопшто и како се споредува со Java? Дали во иднина, ако учиме C# ќе сме поограничени во работа? Предоставам дека се поврзува со претходното прашање. Да, во таа релација, значи можеби не сте сретнале пример во C#, ама ако јас пробам да напишам how to start browser with Selenium driver in C#, ќе ми даде таков пример. Или in Java ќе ми даде таков пример. Или Python ќе ми даде таков пример. Сеедно. Исто се користат и C# и Java. Двата најпознати во свет јазици се. Сите технологии се базираат на нив. Дефинитивно исто се користат. Скоро исто. Ако учите, нема да никако да сте поназад, отколку да сте научиле Java. Океј. Трето прашање на истава тема, ако имаш избор слободно Java или C#. Пак ќе кажам се. Ако има само предности, ако сценаријата ги извршувам на структура што е на Microsoft, ќе користам C#, затоа што C# многу полесно работи со Microsoft компоненти отколку Java. Затоа што Windows-от,
односно стана збор за Windows. Ако извршувам на Windows оперативен систем, подобро е да користиш C#. Океј, Затоа што се следното од иста фирма. Океј. Океј. Следно имаме дали имате понуда за изучување само автоматско тестирање, зашто манилото ми е веќе совладан. Вака немаме посебна академија или само курс за автоматско тестирање, меѓутоа можам да контактирам колешката која што е координатор на академијата за да се чуете, да видите што поточно може да направиме, кој дел, дали може некоја нешто такво да се направи. Меѓутоа немаме посебен производ, посебен курс или понуда само за автоматско. Меѓутоа пише ми во чет на Zoom мејл, ќе те поврзам со координаторот на академијата за да се чуете. Океј, следно прашање, дали лесно се освојува автоматското тестирање после освојување на мануелното? Предпоставам, мисли на совладување. Автоматското тестирање од нас бара малку да се посветиме на програмирање. И тоа колку ние ќе се посветиме зависи од тоа дали лесно ќе совладаме. Толку едноставно. Видовте како изгледа и ова е тоа што ние треба да го изучиме. Денес поготово е прелесно, затоа што ако знаеме правилно да го напишеме прашањето на Google, секојаш имаме одговор. Буквално што и да сакаме. На цела скрипта ќе ја најдеме на Google ако ние го поставиме прашањето кој што треба. И е многу лесно. И поготово затоа што се е напишано во такви фрази, зборови, видовте, navigate, to, get и така натаму, многу ни е лесно да само да си го поставиме прашањето што сакаме да направиме и тоа да бидат усварени методите за искористување на сценаријата. Од Емилија, дали тест кейси се исто со тест скрипти? Да, исто е. Затоа што тест кейсот мануелен, ние го преведуваме во тест скрипта. Скрипта ни е веќе кодирањето, програмскиот јазик. Тоа е скрипта. Океј, имаме прашање од Марија, колку време, Виктор, ти требаше да навлезеш во мануелното тестирање и да направиш свое автоматско тестирање, односно да го научиш програмскиот јазик? И како ти поминува работен ден? Интересно прашање што ние го начнав. Повторно се сведува следно посветеноста, дефинитивно, кај секој индивидуално кој како совладува материја и не можам да кажам дека ми идеше мене нешто споро, затоа што ако ги имате однапред потенцирано сите главни точки на кои што треба да се посветите и да ги следите кога вие нели изучувате нешто, нема тука што да се утне. Секогаш имате многу брз напред. Прво се фокусираме на тоа како ни изгледа апликацијата, како работи. Кога ќе да знаете кој ни е доменот на самата апликација, дали e-commerce, дали е некој сајт за, дали е блог, што и да е доменот. И кога ќе го изучиме ние доменот, веќе многу лесно знаеме што да тестираме. Затоа што чим сме го изучиле доменот, што го работиме и тестираме, ние го знаеме исто и како бизнисот. И многу лесно и природно ќе ни дојдат сите сценарии што може да се случат, за да ние ги имплементираме во нашето тестирање. Сега, кога ќе знаеме овие две работи, веќе лесно ни е да ги направиме најоптималниот број на чекори во едно сценарио, за да ни биде успешно. И така природно се градат сите овие работи за да стигнеме прво до успешен мануелен тестер, секогаш. Тоа е клучно нешто, затоа што во многу моменти може да си врв мануел тестер, ама да не знаеш програмирање, многу едноставно, затоа што врв си, затоа што толку добро го знаеш доменот што ќе ти текнат сите можни работи што може да се случат и ќе ги најдеш на тој начин сите багови. Значи фокусирате се во изучување на прво на доменот, не толку да се трча за да се стигне до тоа кодирање на автоматски сценарија, затоа што е побитно да си добар ваков тестер отколку лош automation тестер. И како ми поминува еден работен ден, па можам на кратко да ви објаснам како поминува кој концептот, на пример, кога веќе реално ќе работите на проект. Ќе се запознаете доколку не ги знаете agile методологии на работа како функционира, значи се задава период од 2 или 3 недели каде што ние како тим ќе избереме што може да сработиме. Пример, ќе сработиме 6 функционалности нови, толку не капацитетот, си има матрица на капацитет, кој колку знае работи слободни денови и се одлучува за 2 недели тоа го работиме. Сите тие различни 6-7
точки што се креираат за изработка, секој од тимот презема соодветна активност за да ги работи. Кој ќе биде девелопер, кој ќе биде тестер. Кога овие одговорности ќе се поделат, како тестери, тоа што ви е зададено за да се тестира, вие го изучувате врз основа на некоја бизнис анализа што постои како документација, што корисниците сакаат да имплементираат како функционалност. Буквално бизнис аналист седнува, прави детален план како сака да изгледа новата функционалност. Сакам таму и таму да се имплементира нова логин функција што ќе содржи тие полиња и така. И сега, нештото се развива, меѓутоа вие додека немате тест верзија на тестната околина, врз основа на знаењето што го имате за тој домен, за таа апликација и тоа бизнис анализа документ, вие можете да започнете со изградба на тест сценарија. И кога ќе дојде за тестирање денот, вие само ги извршувате сите тест сценарии. Така функционира, така е праксата, така е реалноста на проект. И така мислам дека е многу добро да се работи кога веќе од утре ќе почнете со работа на проект. Супер. Следно од Катерина, дали може да дадете пример визуализација на мануелното дизајнирање, дали има некој стандард? Па, реално нема стандард и секој проект и секој клиент ќе бара на различен начин да се прави таа документација на мануелни сценарија. Кај некој е во Excel, кај некој е во Jira алатка, кај некој е на некоја сосема друго место во некоја трета форма. Како он сака да го види тоа што е извршено како чекори во едно сценарио, така да нема за тоа правило. Меѓутоа еве да е Excel файл да речеме, како што спомна, вашето познавање на доменот и доволни информации за тоа што се имплементира како функционалност, вие треба да го зададете најоптималниот број на чекори за тоа што треба да се изврши за да биде успешно сценаријата. Да нема премногу чекори во самото документација зборот, туку најоптимален број за кој да го отвори тоа сценарио да може да го изврши самостојно и најбрзо и најлесно. Океј, може да земеме уште 3-4 прашања од чет и да привршуваме. Одиме со Ивана, кај кои типови на тестирање може да автоматизираме? Ова го кажавме. Извинувам, кај Ана, дали треба претходни познавања од програмирање при софтверско тестирање? Некој веќе на чет пиша не, меѓутоа сакаме да чуеме и твое мислење. Софтвер тестинг само по себе не ни вика од старт дека тоа треба да е автоматско тестирање. Тоа не е тестирање на апликацијата. Значи, колку подобро знаеме апликацијата и доменот што ни го нуди, толку подобро ќе ги истестираме сите тие работи. Нема потреба од програмирање, програмирање е само во случај доколку нештата сакаме да ги автоматизираме. Толку. Супер. Security тестингот во која фаза на IT се опфаќа? Security testing е многу интересна тема и може да биде дел од неколку различни сегменти на апликацијата. Во GUI делот, во преносот, кога имаме development верзија и ја пренесуваме на тестна околина, значи може да биде во неколку аспекти да се сочини од тоа што кога ние пренесуваме од едно место на друго, од development околина на тестна околина, тоа значи дека копираме фајловите тука што се развиени и ги ставаме на друго место. Тука не е security, дали имаме ние авторизација, дали имаме пристап до одреден фолдер и така натаму. Тоа се автоматски тестови што не се вака баш едноставни, се пишуваат и во други програмски јазици во голем дел. Microsoft PowerShell или такви некои доста по адвенс јазици за да се провери тоа како тест. Или имаме графички приказ каде што ние внесуваме пример контакт полето, контакт ас каде што имаме форма, така. И сега таа форма содржи име, презиме, мејл адреса и вашата порака. Тоа се, кога ние ќе го извршиме, се праќа во база, се зачува во база како информација. Тој корисник во толку и толку саат, тој юзер, тој пас, тој мејл ја испрати оваа порака и како една линија со информација запишана во база. Сега ние кога имаме интеракција со база, па ни доаѓа од SQL injection се вика терминот за пробивање на базата. И можеме да го тестираме од самото GUI и да биде нели тоа соодветно решено на ниво на база. Супер. Следното ни од
Стојанче на почеток спомнавте дека може да добиеме сертификат за ова предавање, што треба да направиме за да го добиеме истиот. Значи, некои 2-3 минути по завршување на самиот настан, на истиот линк за поставување на прашање на Interrupt, ќе ви испадне копче горе Generate Certificate, овде, каде што може да го генерирате и да си осигнете самиот сертификат. Дајте му чисто некоја минута-две по завршувањето на самиот Zoom call. Океј, одиме со следното. Дали во еден тест кейс со повеќе сценарија треба да се прави assertion после секој сценарио или може само со систем outprint, Елен? Каков и да е начин по-прилагодлив за вас. Систем outprint line ништо не проверува освен да испринта тоа што е на тоа што се го презема. Assertion само по себе има таа функционалност тука во тоа извршување да направи проверката. Затоа што assertion прима expected results и actual results ги презема од веб за да провери дали се стварно тие таму каде што треба да се. Тој assertion повеќе ќе ви заврши работа, системот од println нема ништо да направи освен да испринта, нема ни да падне сценариото ништо. А системот од println ќе даде негативен исход затоа што тој assertion, таа проверка е неуспешна. Така да ако сакаме такви проверки, секогаш одиме со assertion. Каде да ни треба? Океј, супер. Прашање има и на чат, има и овде дали има дел кој го опфаќа само автоматското тестирање, како што кажав и претходно немаме таков продукт кој е само за автоматското тестирање. Меѓутоа пишете ни, ќе оставам сега мој мејл во чат, william@brainster.co, пишете ми ваш мејл за да ве поврзам со координаторот на академијата да се чуете и да видите што може да ви понудиме. Не знам зашто само се направи стоп шер, се враќам веднаш овде. Одиме со последните две прашања. Колку е голема разликата помеѓу автоматското тестирање во Java и JavaScript? Дали познавањето од Java би ми олеснило при автоматско тестирање во JavaScript? Тоа се два различни јазици и едниот јазик, односно JavaScript моментот е кога ние сакаме да провериме, тестираме и развиваме функционалност од аспектот на фронтенд. И сега, тука доаѓаме до фронтенд и бекенд. Тоа е повеќе development аспект. Фронтенд е тоа што се извршува и процесира на браузер, а бекенд е тоа што се прави во позадина на сервер. Фронтенд сам по себе е тоа што може да isпроцесира браузер, како едноставни калкулации, дали е тоа плюс минус, не знам, многу едноставно можеме да го направиме на самиот браузер затоа што има можност да се направи тоа. Ако е нешто многу посложено, треба податоци од база да вратиме назад некој репорт, тогаш идеме и кон бекенд, па со Java интеграција и со самата база го градиме тој репорт, па го пренесуваме на фронтенд. Сега, синтаксата и концептот е малку различен во JavaScript, меѓутоа доколку вие знаете програмирање, лесно ќе навлезете во самиот JavaScript. И JavaScript се користи за фронтенд работи, за некои мали ситници на самиот фронтенд, на самото GUI, а со Java можеме да правиме многу покомплексни работи. Со база, со 300, со све што ќе ни текне поврзано со апликацијата. А тоа не можеме со JavaScript. Океј, имам коментар до мене дека сум скокнал едно прашање од повор од Владко, колку вреди ISTQB, само секунда отрнам ова, Foundation Level сертификатот пред да почнеш со Automation? Јас лично како софтвер тестер немам полагано ни еден од тие сертификати и ништо од тоа не ми играло удел за да јас стигнам до таму каде што сум. Учат сегменти многу повеќе од делот како да се пристапи кон работата, некои суштини, има доста работи што може да се научат низ тие сертификации, меѓутоа не се задолжителни за да вие бидете супер одличен во manual или automation. Тоа не. Немаат никаква врска дека ќе ви допринесат многу знаење за да вие станете многу добар тестер. Океј, имаме коментар од Владко, фала многу, така што супер. И последното прашање за вечерва од Виктор, CSS селектор објаснување. CSS селекторот е
тип на селектор на елементи, што има свои методи преку кои што може да стигнеме до самиот елемент. Можеме да го најдеме по своето комбинација од неколку атрибути, како што видовте, значи еден елемент на самиот сајт во себе може да биде изграден со многу атрибути. Да има ID, да има класа, да има дополнителни атрибути како name, како title, како што и да е. CSS селекторот е еден метод што ни дозволува да си направиме комбинација од сите тие атрибути, од кои сакаме. Да го најдеме еден елемент по неговото ID и по неговата класа и по неговиот name. Тоа треба да го искористиме тоа CSS селектор за некои такви посложени локатори на елементи. Супер, тука може да направиме wrap-up на делот со Q&A. Јас би се заблагодарил уште еднаш на сите за вечерва. Веќе сме скоро 10 часот. Фала ви што останавте овде. Големо фала и за Виктор, што одговори на сите прашања до крај и трудот за самата презентација. Уште еднаш сите кои што се пронајдовте во софтвер тестинг како професија automation тестинг, посебно делот кој го обработивме вечерва. Ќе ви пуштам уште еднаш линкот од самиот сајт за Академијата за прочете повеќе околу програма, инструктори, ќе ви биде испратен во follow-up мејлот заедно со снимката од овој настан работите кои што ги спомнав и на самата презентација за Академијата. Инаку би му оставил на Виктор само да го одјави овој настан со последен збор. Виктор? Да, стварно преголема благодарност за толкав број на присутни до самиот крај и тоа времето го надминавме веќе пола саат. Баш ми е мило ако барем кај мал дел од вас малце така ослободивме, нели, сето тоа што беше како препрека за да се насочиме кон автоматско тестирање, дека програмирањето и не е до толку страшно како што ни изгледа и дека само треба голема волја и голема упорност и голема посветеност, се можеме да стигнеме, дефинитивно. Се надевам дека стварно беше интересно за вас презентацијата, гледавме да видите концептот, реално да видите како изгледа да се напишат неколку линии код, како тоа автоматско сценарио прави за нас магии на веб, така да само поинтересно од овој момент натаму може да ви станува, нели кога ќе започнете реално со имплементација на многу и многу сценарии. Супер, окей, имаме едно коментар од Трајче во чат, дали може твој мејл да се добие? Така што ако сакаш можеш да го пишеш твојот мејл во чат. Инаку имаме само позитивни коментари во чат, така што фала ви на сите за фидбекот. Ми се допаѓаше што имавме многу engagement низ целото предавање плюс peer-to-peer learning, кога некој ќе постави прашање, делот од вас веќе му одговарамо да фидбек, така што props for that и ништо не би додавал ништо плюсно од Виктор. Ќе ве оставам да уживате во вечерта и се гледаме на Академија. Поздрав, дечки, чао.